Дождот го одложи протестот на жителите од селото Долни Балван. Незадоволни бидејќи 10 дена нивните ниви останаа без капка вода, тие денеска закажаа протест. Поради временски неприлики се одржува протест кој беше најавен во 2 часот заради водоснабдувањето за земјоделските површини. Не значи дека нема да биде одржан протестот, бидејќи ако немаме доволно вода во овие 10 дена да ги навадиме нашите површини, ние повторно ќе го активираме протестот. Во текот на денот водата беше пуштена, но пуштеа неколку делумно пуштеа, ама тоа нема само како за да се долови слика дека има пуштено вода. Колку површина е во прашање? Околу 150 хектара наводлива површина. Кои се култури страдаат од немање вода? Пченка и луцерка моментално се најзагрозени. Сувите ниви иницира и друг важен проблем. Не можам јас да купувам храна за собствени потреби, а они да произведат храна, а 2 кокошки немат дома да продават храна. Значи, еднашка мора да се стави крај на сето ова. Искрено, ова нема да биде последен пат што ќе се дешава, ако овака продолжи. Незадоволни се балванци, бидејќи во време на рестрикција индивидуалци сепак ги наводнувале своите посеви без при тоа да бидат санкционирани. Доколку ова овака продолжи, нема да може да функционираме никако. Или ќе бидат сите задоволни, или никој. У време на рестрикција нема да може да вадат тие само што дават пари. Во меѓувреме, земјоделците решението на проблемот сепак го гледаат низ диалог. Ние стоиме на располагање со нив, доколку сакат може и состанок да направиме. Сакаме да се реконструира каналот Брегалница, бидејќи подолго време, подолги години, ние се соочуваме секоја година со истиот проблем. Денешното пуштање на вода во аторот на Долни Балван од водостопанство, според нашите соговорници, треба да трае континуирано барем најмалку 10 дена, доколку се сака да се надомести на дел од причинетите штети, кои како што проценуваат, најмалку половина од родот на посевите се отидени во неврат.